Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука разговараме со Денис Јанкуловски, граѓански активист, познатиот космонаутко Јанкуловски. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам на поканата и баш пријатно се чувствувам тука секогаш кога ќе дојдам. Да, разговараме за проблемите, за предизвиците на децата од ранливите категории пред се. Тука имаме повеќе категории. Вие учествувате секогаш кога има такви акции, кога има такви настани, самиот ги иницирате, работите активно на тоа поле и тоа во повеќе области, можеме да кажеме. Еден од нив е настанот кој во Прилеп беше посветен на децата со аутизам, бевте и таму да се подигне свесноста за ова. Па еве да почнеме со тоа. Дали полека се буди свеста повеќе на општеството, ајде да речеме, за децата со аутизам и нивните проблеми? Во однос на настаниве, да речеме, што ги правиме како здружение и каде што учествуваме, еве како последно што споменавте во Прилеп, а она што ме радува е што тоа е втор настан каде што ние излегуваме од Скопје, затоа што едноставно сакаме да не ние да покажеме, него едноставно сакаме да ги дружиме и сите оние дечиња кои што се надвор од Скопје, дека нели низ цела Македонија има. Така да, на моја огромна радост и на покана, нели, првиот пат беше во Крушево, вториот пат на настанот организиран од Сава Пензиско и Сава Осигурување, на овој настан во Прилеп, се подруживме, си поигравме таму, едноставно имаше многу радост, многу смеа, многу детски моменти, она што ние всушност сакаме да го направиме, тоа што ни исполнува. Овие настани, сите овие се што организираме досега, што сме организирале, каде што сме учествувале, едноставно во однос на зголемувањето на свеста, можам јас да кажем еве од свој аспект, од моја точка гледано, дека има зголемување, значи има подобрување во тој поглед, но секогаш е недоволно. Далеко од тоа има уште многу работа. Почнувам од настаните ние кај што ги правиме, досега еве веќе 5-та година, односно 6-та година поред, во однос на тоа споредбено како било на почеток и како е сега, како ние сме пораснале, во однос на сите оние кои што не препознале, дали се работи за родителите и семејствата на лицата со попреченост, дали лица со атипичен, односно типичен развој, дали компаниите, физички лица, индивидуалци кои што доаѓаат, сакаат да учествуваат кај нас. Огромната поддршка и покриеност од медиумите, независно дали се работи за телевизии, печатени медиуми, дали интернет портали, нели во денешно време. Можам да кажам дека има зголемување на свесноста и има подобрување кај голем дел од општеството, меѓутоа тоа сепак останува нели на оној момент кај граѓаните, кај компаниите. Сега тука институционално тоа е друг проблем кој што и тој ќе разговара. Да, се разбира. Кога зборуваме еве за аутизмот, конкретно ние имавме и тука експерти во студиото кога зборувавме за ова, дека за жал аутизмот се зголемува во Македонија се повеќе и повеќе, дека тоа е поврзано со повеќе аспекти меѓу останатото и со електронските уреди, со интернетот, со телевизијата, со недоволната комуникација на децата од мали нозе каде што се развива некој вид, ајде да речеме на аутизам, понатаму, и дека тоа е појава која се шири. Но потоа дали имаме ние тука доволна институционална поддршка за тие деца, дали тоа се препознава на време, дали се третира, бидејќи најголем дел од тие случаи можат прилично лесно да се исправат, ајде да речеме на некој начин. Сега имаме и тешки форми на аутизам кои се сигурно покомплицирани. Но зборуваме за дали се препознава на време и дали потоа дали родителите и децата можат да најдат помош. Институционално, односно за секоја проблематика, вклучително и аутизмот или како дел од аутистичниот спектар, секогаш е најдобро кога нешто може да се открие, да се види, да се препознае на време. Сега, ние да речеме како родители можеби не секогаш знаеме или можеме да процениме ако има некоја проблематика, меѓутоа тука се институциите, тука се стручни лица независно дали се работи за комисии, дали се работи за сите оние асистенти кои што се моментално вклучени, сите тие треба да бидат вклучени едноставно во
тоа препознавање. Тоа значи дека се што она порано ќе се открие, ќе се препознае, ќе се види, може и да се превенира или да се реагира навремено. Кај нас, не знам, од една страна, веројатно тука е сепак посложена проблематиката. Значи, од една страна ние имаме институции, значи има и комисија за проценка. Сега да не ги грешам имињата, затоа да не нагаѓам како е. Има комисија, има и центри за рано препознавање, па и по превенција за сето тоа. Меѓутоа, веројатно има некојаш проблеми од страна на родители кои што се уште, знаете како, ние сме средина во која што е тешко да се прифатат се уште некои работи, меѓутоа не само од семејства кои што имаат проблематиката. Баш нивниот страф е од средината како ќе ги прифати. Средината која зборувам, буквално секој сегмент од таа средина. Прво самото семејство, блиските во семејството, потоа средината во која што живеат, градинката, училиштето, каде што живеат, работат, каде што одат едноставно, потоа надвор, децата не се прифатени или се покажувани со прсти, или се исмевани. Во денешно време, знаете, и уште една пострашна проблематика има со мобилните телефони, која ги снимаат и со тоа едноставно ги исмеваат. Тука е булингот, се разбира. Да, булингот кој што се уште постои, има многу убави кампањи и на таа тема, меѓутоа сето тоа е кога ќе се стави во едно купче, сето тоа е всушност едноставно останува на терет на семејствата, на родителите на децата со атипичен развој, и тука е тоа она што ги кочи за да излезат. Меѓутоа, еве сега пак ќе се надоврзам на тоа. Во Македонија, баш тоа последно читав сега пред некој ден, се уште не се екипирани, например, тие комисии за проценка, што значи во Скопје, можеби Битола или поголемиве градови има. Меѓутоа, деца со атипичен развој има, аутизам, независно за било која атипично се работи, има во цела Македонија, во секој град, во секое село, во секое населено место. Сега, каде што има комисија, лесно ќе дојдеме, нели? Независно дали е, да речеме, ние сме во Кисела Вода, комисијата е во Ѓорче, не е многу, 10 километри, 20 ќе ги поминеш, меѓутоа има делови на Македонија каде што нема комисии толку блиску и родителите не сите имаат, нели, финансии и превоз да можат да појдат до тие комисии. Така да е комплексно, е проблематично прашањето во кое што тука голем удел, можеби најголемиот удел го има државата да го среди сето тоа. Државата секогаш, нели, институциите права муабет не за конкретна оваа власт, претходната, наредната или сите што биле, буквално како институции, секогаш се за инклузија, секогаш се за имплементација, секогаш децата со атипичен развој се во најбитните прашања кои што треба да ги решават, меѓутоа додека поминат изборите, после некако веќе се спласнува вода до наредни избори, за жал. Да, за жал тоа е така, додека е вниманието на јавноста на нив тогаш, кога не е, се случува нешто друго. Еве, вие сте граѓански активист, имате и организација, се обидувате сето ова да го артикулирате, па еве и сега преку ова гостување исто така се разбира. Колку помага тоа? Помага ли тоа на децата и на родителите? Не само да се подигне свеста на населението, него некогаш и малку да се разбудат институциите. Апсолутно, јас мислам дека помага, верувам и дека помага, впрочем затоа и ние не се откажуваме едноставно во сето она што го правиме, иако нели не е сето секогаш едноставно и лесно да се направи, меѓутоа она што сметам во однос на како да кажам, тоа е само секунда. Значи активизмот, се извинувам. Активизмот има влијание, дефинитивно. Никогаш не треба ние да се откажеме од тоа да кажеме дека нема ова да успее, нема нешто да се направи, или не треба да отидеме, не треба да се обидеме. Едноставно, никогаш ништо не е залудно направено. Дали ќе биде преку медиуми, дали ќе биде на овој начин таа борба од една страна.
Меѓутоа и некогаш има и конкретни резултати кои што не доаѓаат веднаш. Еве конкретно јас ќе кажам за наше здружение, секогаш кога правевме наставна школка, она што мене лично ми бодеше очи е тоа што на школка немаше пристапна рампа за лица, да речеме во количка, да можат да се качат до сцената. Што значи? Правите настан за нив? Да. Па тоа е тоа. Од една страна ние правиме настан за нив, секој оној кој што доаѓа да пее, да игра, го качуваме на сцена, а нашите, да речам, најбитни другарчиња, нив ги ставаме долу и испаѓа дека ние кои што се бориме против дискриминација, ние правиме дискриминацијата. Се распрашав како оди сето тоа, каде треба да се обратиме, ме упатија во улици, во град Скопје, тие ме упатија улици и патишта и едноставно се направи спојката, поднесовме барање и се намести една трајна пристапна рампа, што значи, тоа сакам да кажам, можеби еднаш нема да се успее во сето тоа, меѓутоа не треба никогаш да се откажеме. Резултати има, впрочем, еве конкретно последно ово што беше граѓански активизам и тоа одлично беше модната ревија што беше направена со децата со атипичен развој, нешто прекрасно, така да треба да се обидуваме, никогаш не треба да се откажеме, меѓутоа исто една многу значена проблематика која што се провејува цело време. Подвоеноста и кај граѓанскиот активизам, односно кај здруженијата, затоа што секогаш некој мисли дека овој е од другите, не наш ли е, чи ли е, што ли е, значи и таму постои веројатно некоја партизација и сега сето тоа е на штета и се одразува на децата. Таму резултатите не може да се покажат ако ние сме одвоени. Тоа е најжалосно. Тие моменти, ова што го спомнавте сега како пример, ми се чини најтрагично, бидејќи кога зборуваме за партизација која ја чувствуваме се разбира во сите пори на општеството и секојдневно, но кога зборуваме за овие луѓе кои се најранливи групи, кога ќе го слушаме дека и таму постои таква ајде да речеме додатна дискриминација, тоа е навистина жално. Па тоа е тоа, за жал едноставно не знам како да кажам. Сега не сакам да навредам никого, не сакам да навлезам затоа што не ги знам доволно работите, да не испадне сега јас ги напаѓам другите, меѓутоа имам приметено дека некои се секогаш како да кажам, некои се секогаш полесно доаѓаат до институции, поприсутни се за разлика од други. Меѓутоа, едноставно треба сите да бидеме заедно ако сакаме да направиме нешто конкретно. Не треба сите да разбереме дека без разлика кој сме, што сме, дали е Денис, дали е некој друг, едноставно ние не сме главните во приказната. Главните се лицата со атипичен развој, а за да направиме нешто конкретно за нив, колку што сме заедно погласни, толку веројатно ќе биде и многу побитно направено. Сега еве конкретно ќе ви кажам, имав средба овие денови со едно здружение од Центар. Всушност имаше едно видео постирано на социјалните мрежи каде што училиштето Киро Глигоров во Центар имаат заштитна ограда децата при пристап во училиштето, а на 100 метри училиште за деца со попреченост за рехабилитација средното наум Охридски, тие немаат ништо направено. И сега зошто да имаат овие, зошто да немаат оние? Значи од една страна тоа е дискриминација. Па сега заедно со нив тие имаат веќе поднесено едно барање, иницијатива пред 2 години, меѓутоа еве тука и ние ќе дадеме поддршка ако може нешто да се направи поконкретно. Тоа сакам да кажам, значи еве ова нека биде и уште еден додатно јавен апел. Апсолутно, значи тоа е, не знам јас кој се вклучен во тоа, кој треба да го направи, дали е општина Центар, дали град Скопје, меѓутоа некогаш не е ни битно кој е главниот или кој сака да се гордее со тоа јас го направив сето тоа. Се знае зашто е направено и тоа треба да се направи. Значи граѓански активизам може на секој начин да се представи, да се анимира. Да, нека се направи за децата, а кој сака нека го направи. Апсолутно. Кога зборуваме за децата со пречки во развој или со атипичен развој, значи постојат и персонални асистенти, знаеме за тоа во училиштата. Ние претходната емисија зборувавме за тој проблем кај што тие персонални асистенти не знаеме какви административно бирократски проблеми не биле на време пријавени, платени и така натаму. Да. Потоа рече Министерската за образование дека тој проблем ќе биде решен, но сепак годината ја почнаа без нив. Значи, уште еден додатен проблем. Ми се чини дека тие деца
наместо тамо каде што не би требало да има проблем, каде што тој дел би требало да биде решен, сега се соочуваат и сопки во тој дел. Конкретно, еве, ќе кажем и за асистентите. Каква е борбата да едно семејство кое живее со атипичен развој? Освен ова што спомнавме, дека се бори со средината, со прифаќањето, со почитувањето, се бори со институциите, се бори со општеството, се бори со државата, се бори на шалтер, со документи, со прифатени, со неприфатени. Има ситуации каде што тие секоја година поднесуваат документи за проценка на попреченоста за мене за некогаш за неразбирливи состојби или болести кои што тие немаат промена. Значи тоа е едноставно Даунов синдром е Даунов синдром. Не може не се лекува за една година. Да, едноставно не исчезнува и нема зошто да се бараат. Можеби грешам, не е битно, си знаат и тие понатаму. И сега наместо ние да им олесниме на семејствава, таа нивната борба најмногу да биде во однос на детето дома, на лицето со атипичен развој, дали за лекарства, дали за едноставно за времето да го поминат со нив, поготоа што од една страна сметете дека тие некогаш и отсуствуваат или напуштаат работа за да можат да се посветат на овие деца. Ние наместо да им олесниме, ако може така да се каже, да им олесниме да се соочуваат со 1 до 2 проблеми, ние им го усложнуваме со се ова што друго го претходно го набројавме. И затоа ние треба едноставно да како држава и како граѓани да може да ги прашаме, да дознаеме, да помогнеме колку што може, а државата треба, за да може државата да се каже дека помогнала, по мене основно е да не слушаат нас здруженијава, граѓаниве кои што сакаме да помогнеме, меѓутоа главното е да ги слушаат барањата и советите и сите оние моменти битни од страна на родителите. Тие знаат најдобро што треба. Лесно е ние да кажеме, например, јас конкретно да дојдам овде и да речам во вашата телевизија треба тоа и тоа да се направи. Меѓутоа, ако е правилно ова, вие треба да го кажете тоа. Значи, тоа е едноставно самите семејства да бидат консултирани, ама вистински да бидат консултирани, а не прашани само за да биде тапкање по рамо. Да, во однос на асистентите, извине, само секунда. Значи, еве да речеме се ставам во прво лице на едно младо лице, 24-5 години, кое што завршило факултет, веќе е стручно оспособено, има и обуки, има сето тоа што треба едноставно да работи со лице со попреченост, да работи како персонален, односно или образовен асистент. И сега државата ги зема, да речеме, колку што разбава во последно време, ги зема под државна капа, меѓутоа, тие добиваат решение за договорна дела, што значи добива решение за 1 година или неколку месеци, како е, не е битно. Што значи стартно веќе асистентот не знае дали до година ќе добие пак решение, дали ќе може да продолжи со тоа. Оние асистенти кои што се доделени или финансирани, да речеме обезбедени од една страна од општините или проектите, тие се платени 4 часа. Сега 4 часа не му врши работа ниту на асистентот, а не му врши работа ниту на семејството. Што значи или семејството треба да има можности финансиски да го доплати асистентот да биде 8 сати, или асистентот треба да бара други 4 сати за да земе нормална, не убава, нормална плата да земе во денешно време. И сега некои семејства можат да платат, имаат можности, некои немаат, можеби повеќето и немаат. И асистентиве што прават на крај, едноставно гледаат кога има летови за Словенија, за Германија, за надвор од држава, и сето тоа е за разбирање, затоа што вложиле во себе, сакаат да работат, меѓутоа едноставно ние како држава не им го овозможуваме тоа. Жалосно, така како и во многу други сегменти, категории и професии се случува истото. Луѓето едноставно бараат спас надвор, а не во државата во која и тоа е уште еден проблем, пак уште еден проблем кој што натежнува кај семејства, како да најдат асистент за лицето, како да го пратат во училиште, како да биде асистентот дома за да може таткото, мајката, било кој од блиските да заврши некоја друга работа. И сето тоа се усложнува и само се талжат проблемите. Има еден интересен аспект на овие настани кога се организираат, кои вие ги организирате и учествувате, без разлика дали се тоа маршеви, дали се настани на школка, дали се јавни настани и тако натаму. Родителите и децата кои се вклучени таму,
Предпоставам дека можеби кај дел од нив има и еден одреден анимозитет кон јавен настап од сите овие причини кои ги зборувавме тука. Едноставно можеби им е незгодно или се срама да се појават, но од друга страна кога ќе дојдат тамо чувствуваат припадност кон нешто, дека постои некаква поддршка, налик на оние групи за поддршка што постојат за одредени сегменти. Па така како тоа го гледате? Дали на родителите и на децата им олеснува по тоа кога ќе се појават на тие маршеви и настани? Како се чувствуваат? Знаете како, ние никогаш, односно прво, ајде да речем јас, никогаш не осудувам зошто не го односиш твоето дете, знаеш како е убаво има игри и сето тоа. Секој прво си ја знае проблематиката дома како му е. Значи не можеме да речеме дека е црно или бело сето тоа. Она што ние го правиме е преку нашите настани, преку обраќањата, преку покажувањето како сето тоа изгледа, како сакаме да изгледа и како би било најубаво, едноставно да ги ослободиме сите оние семејства, родители, старатели, не е битно, кои што живеат со атипичност, да знаат дека тоа дека кај нас се апсолутно прифатени, без разлика на состојбата или болеста која имаат. Едноставно сакаме да дојдат, па макар некој пат им викаме во ред, не мора да влезете, доволно е дојдете еве од страна, видите како е, па ќе се опуштите, можеби наредната година ќе дојдете. Она исто што ни е целта на тие настани е всушност и да ги повикаме и оние родители на деца со типичен развој кои што се, затоа што сепак и тие се битни во целава приказна. Ние правиме инклузивни настави, не правиме настани само за деца односно лица со атипичен развој. Сакаме да покажеме дека сите прво децата сакаат да играат заедно. Значи ние треба да ги гледаме како функционираат децата. Сега секогаш има некој кој што не може да се ослободи, не може да дојде, не инсистираме, меѓутоа она што да речеме искуството ни покажува, токму она што на почеток кажав дека како ние растеме секоја година, ни покажува дека едноставно луѓето веќе не препознаваат на кој начин функционираме, дека сме искрени во сето тоа што го правиме, не притискаме, не форсираме дека мора нешто да биде, меѓутоа едноставно сакаме таа инклузија која што сите ја посакуваме и за жал со децении се уште ја очекуваме, ја посакуваме да го посакуваме вистинскиот начин на инклузија, сакаме да покажеме дека е можна. Сега, нашиот начин, нашата борба токму за оваа инклузија е на овој начин, преку дружбена школка, преку настани, преку работилници, сето тоа, и верувајте дека имаме навистина, да не звучи самообендисано, меѓутоа навистина одличен успех имаме во однос на прифатеноста од страна на сите овие родители, особено на децата со атипичен развој, кои што доаѓаат со кефови, со радости, секогаш кој ќе заврши некој настан викаат кога ќе има наредно пак. Значи тоа е нашиот начин на борба. Тоа сакаме да покажеме дека инклузијата е можна на овој начин, можна и на друг начин да се направи, меѓутоа она што е проблем кај нас е што се прави, веројатно таков ни е менталитетот, мислам, тргам и по себе, за некои работи ко деца или веќе возрастни, сакаме нешто, дај одма прво да го направиме, да го ставиме кровов ние, а после ќе видиме како ќе ги наместиме темелите, како ќе биде, која соба, каде ќе ја ставиме, или прво да ја асфалтираме, па после ајде да ископаме за да може цевки да ставиме. Значи, ако во сите овие децении наназад, 2-3 децении, се направеше стратегија, се направеше анализа, истражување, се консултираа стручни лица, образовен кадар, се консултираа, повторно ќе кажам, семејствата на лицата со атипичен развој. Ако се направеше, нека потраеше тоа и година-две, нека имплементацијата нека почнеше после 2 до 3 години, за да се направи, ама темелно да се направи, тогаш ние ќе имавме веќе неколку генерации кои што ќе можеме да кажеме дека овие деца растат заедно. А ние се некогаш се враќаме на чекор, 2 па и 5 чекори наназад и правиме нешто, колку да кажеме, на ура и да се сликаме, да речеме еве сега ова го направивме сензорна соба, ама што со сензорната соба? Значи ни фалат материјали во училиштата. Фали кадар кој што е обучен за работа, за одржување на сензорната соба, така да
недостасуваат многу работи, не е едноставен проблемот и училиштата некогаш се оние кои што имаат право за некои работи, не е обучен наставниот кадар, не знае како да работи со лице со попреченост дефинитивно, меѓутоа сето тоа се прави. Сега, можда вака звучи лаички кажано, меѓутоа јас сметам дека се прави со обуки, со работилници, континуирани. Да, добро, таа инклузија фамозна која функционира веќе одамна, не е нешто ново, но сепак гледаме дека освен овие работи кои вие ги спомнавте, сите детали и почнувајќи од персоналните асистенти и за ова што го кажавте, и за кадарот, и за обуките, и за односот на институциите, има уште еден момент. Гледаме дека во училиштата се уште има родители кои се бунат кога во нивното одделение има дете со попреченост, ајде да речеме, дека тоа не им е баш мило, па дури и вложуваат протест до тоа, до училиштата, тоа го имаме видено и од лични примери, но и го имаме слушнато, се уште постои, значи имаме отпор од самите родители, бидејќи тие велат па не сакаме тоа да учи со нашите деца, па им пречи во наставата, па им го свртува вниманието и така натаму. Да, добро, постои тоа, дефинитивно постои и тоа не само училиштата, имаше пред некој месец ми кажа примери во 2 градинки кај што веќе имало и потпишано петиции и барања за да се отстрани тоа дете од групата, дури и од градинката. Значи, ја од една страна вака, да речеме, тие родители немаат, не сите сме имале или имаме познавање од се и се што, нели учиме, дознаваме, се запознаваме и по мене убаво би било доколку постои, да речеме, во тоа училиште, во некој одделение, има некој проблем, таков проблем, тогаш би требало да има и разговори, треба да има и работилници, треба да има и обука, да се запознаваат родителите прво зошто е сето тоа, да се запознаат со попреченоста, да видиме каква е попреченоста, зошто се случува сето тоа. И едноставно треба и институциите, дали училиштето, дали преку стручните лица во училиштето, дали и државата, пак ќе кажам, пак се сведува на сите тие, модерно кажано веројатно, работилници, каде што сите ќе дознаеме и ќе се запознаеме со некои работи. Едноставно ќе дознаеме повеќе за попреченоста. Ако ние знаеме за нешто, можеби нема толку да се плашиме, можеби ќе најдеме начин како ние да помогнеме, односно како тоа дете да биде вклучено во одделението, а од друга страна да биде и прифатено заедно со другите деца да игра, да биде на голем одмор, да оди на роден ден и да биде покането и тоа да ги покани. Значи сето тоа по мене се решава, не е единствен модел, дефинитивно зашто секој дете е различно, меѓутоа стручните лица се тие кои што тука треба многу да помогнат во тие разговори, во тие објаснувања. Факт е дека има отпор не само од родители, има отпор и од наставен кадар кој што не сака едноставно и со повеќе разговор, со повеќе дознавање, запознавање. Во денешно време мислам дека покрај тоа што има интернет, не мора да биде се од интернет, меѓутоа доволно е да има едни средби да се организираат. Не мора да бидат децата, нека ги соберат родителите, нека родителите разговараат со родителите да видат прво нека се запознаат со семејството. Да, значи повторно доаѓаме до подигнување на свеста. Подигнување на свеста. Тоа е основното, тоа е по мене начин, начин на подигнување на свеста има многу начини. Еден од начинот е ние што го правиме сето тоа, начин можеби друг начин е и она што и една сликовница издадов јас поврзана со на таа тема, уште една сликовница ќе има. Значи секој може да се пронајде на некој да се пронајде во нешто како да помогне во подигнување свеста, меѓутоа треба да има желба за сето тоа и треба оние стравови и оние стигми што ги имаме за некои работи треба да ги тргнеме. Значи прво треба од себе да почнеме. Да. Добро, оваа сабота има една прошетка за поддршка на инклузијата, со тоа да завршиме да најавиме и да ги повикаме, се разбира, луѓето да дојдат во што поголем број. Зашто се работи? Да, тоа е обична прошетка. Јас нешто последниве месеци почнав многу да пешачам низ градов, па си викам зошто ако да не се направи сето тоа во некое друштво да биде. Значи, што е целта? Целта е повеќе наменска прошетка, здравје, значи нели потребно ни е секако малку да
колку што може нели во сите овие услови на како воздух и временски услови, малку од здравствен аспект, потоа да се доближиме, да се приближиме едни со други, затоа што веќе како луѓе, како семејства, како другари, пријатели многу се оддалечивме и на сето тоа да дадеме на поддршка за нашите другарчиња за инклузија. И еве плюс овие неколку дена испадна и убава комбинација, ќе се собереме во 11 саат кај споменикот на Гоце Делчев, ќе свртиме едно кругче, две кругчиња, не е битно низ парк, меѓутоа после тоа поканете сме да појдеме и на розовиот пикник, каде што во исто време во 11 саат ќе се случи убав настан и таму ќе дадеме меѓусебна поддршка, ќе се поддржиме, едноставно да направиме една убава дружба. Покана до сите. Да, супер, одлично. Еве, сите ја слушна поканата, добре дојдени се. Сите заедно да помогнеме, се разбира, да се подигне свеста уште повеќе. Јанкуловски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата и секојаш за поддршката во нашата борба. Денис Јанкуловски, популарниот космонаутко, почитувани, ви благодариме на вниманието и на довербата. Ова е крај на Студио 10. Останете со програмата на Телевизија 24.